живееме во едно хаотично време, али треба и самиот да си најдеш излаз, да се изолираш на некој начин, за да не влие тоа што се случува околу тебе. И сега ателието е на некој начин оаза каде што јас творам, а нема пристап, осим моја дозвола, друг нема пристап во ателието. И тука не може да ме вези ни политика, ни било што. Сите се реални предмети само поставени во една друга ситуација. Зависи, да. И затоа викам, некој ќе рече, ама јас не ги разбирам овие слики апстрактни. Викам, не е апстрактно, се е конкретно. Како да може секоја слика да има приказка, да има содржина или сам да си најдеш, да си патуваш во таа слика. Инспирацијата често пати се мисли дека од некој извор треба се. Јас правам скици. Уште као средна школа, професорите викаше, не знам дали Леонардо или некој од старите мајстори, рекол, ни еден ден без линија. Значи, да црташ таму. Се, тоа јас си нормално и други колеги си носев непълно блокче така джепно и молив и стално као што ќе видиш сликаш, црташ тоа. И тие се скици кои на некој начин се ја бараш инспирацијата. Не ти доаѓа таа, него ти ја бараш по тие скици. И покасно доаѓа на не тоа што го гледам да го сликам, него пред мене, него тоа што е во мене. И тие, мислам, требаше време да помини за да дојде тоа, да се насоберат сите тие идеи. Имаме, например, Крик од рачниот зглоб. Таму сам приказката е што кога имаш очи не смеш да гледаш, имаш уста не смеш да зборуваш, имаш глава не смеш да мислиш и тој крик што е во тебе треба да излезе негде и тој излегува низ крик од рачниот зглоб. Таа е реакција на некои случувања што се случувале кај нас. Често пати јас викам, не можеш да ја видиш сликата ако само ќе загледаш 3-4 секунди, да, готово, иде, ја видов. Ако јас работам на една слика месец-два, сум размислувал, анализирал, ставам елементи, ова, зашто, како. И гледачот треба тоа да го протумачи на свој начин, не мора да како јас што го гледам. Тоа исто како да земите книга, па прочитате 3 страници, 4, вика знам ова што е. Треба да цела книга да ја прочитате, да видите содржината.